Лидија Георгиева беше еден од 22 модни дизајнери кои што се представија во Белград на ревијата Јованка во боја. Таа повеќе од 20 години живеела и во Париз, меѓутоа сега е професор на Металуршко-технолошкиот факултет во Скопје, каде што спрема интересен проект и модна ревија. Вие неодамна бевте во Белград на ревијата посветена на Јованка Броз, имавте 2 дизајни таму. Да. Какво беше чувството да се вратите назад во времето и да создадете модели кои што ете првата дама на некогашна Југославија би ги носела? Што ви се вртеше во главата додека дизајниравте? Па не сакав да имам пристап Јованка партизанка или Јованка не знам, пионерка. Мојот пристап беше повеќе символичен и концептуален и затоа и настапивме со концептот за златен кафез, кој што, бога ми, и без да кажам, јас сите го сватија веднаш со самиот поглед на целокупниот дизајн. Идејата веднаш скоро ми дојде кога ми се јавија од Белградската модна недела за соработка. Јас веќе 4 или 5 пат гостувам кај нив. Првите 2 пати бев гостин од Париз, а сега и од Македонија. И така што не ни е прв пат да соработуваме. Вие бевте единствениот дизајнер од Македонија што учествуваше? Да, има покането 22 регионални дизајнери и тоа беше презентирано на финалната вечер на затварањето на нивниот јубилеен 50-то издание, не роденден, туку издание. Сега јас со идејата и пристапив на Марта Наумовска Грнарова, која што е инженер и еден од косопственик на компанијата Завар, но и основач на линијата Завар дизајн. Така што без неа секако немаше да постои тој златен кафез и затоа и се презентиравме заедно како екипа. Тоа беше интересно искуство, значи да споиш дизајнерски, креативни и инженерски способности. Да. Материјалите што ги користеа сите дизајнери за модната ревија беа материјали кои што Јованка Броз ги добивала на незините патувања со титули кои што државници ги носеле на неа. Ме интересира дали сами имавте можност да бирате материјал со кој што ќе работите или буквално организаторите ви дадоа конкретно платно и ви кажа ова е тоа и направете дизајн? Не, нас по мејл ни испратија мали коцкички со опис на материјалот, за што се работи и потоа ние можевме да си одбереме. И јас сум многу среќна со мојот избор, навистина, бидејќи веќе знаев дека сакам нешто што ќе ви овозможи строги геометриски форми. Морам да кажам дека кога ги добив материјалите имав така еден мини потрес, бидејќи едно е да го зборуваш и да го замислуваш, но друго е кога вистински ќе го допреш материјалот пред се за квалитетот да не зборуваме. Да, кој е приказната? Дали знаете кој го подарил материјалот на Јованка Броз, од каде потекнува или едноставно ви се допадна и заради тоа и го избравте? Пред се материјалот ми одговараше поради самата консистентност и бојата и концептот. Инаку тоа се материјали кои што потоа ќе ги вратиме заедно со моделите во институциите, се не знам точно во кој музеј, но тоа мора да се врати. Кога го работев особено минт боја брокатот, беше навистина така трогателно чувство. Заедно со нашиот влез во Палата Србија. Палата Србија беше навистина тоа што можам да го кажам за тоа место е дека е сочувана карактерот на тој центар на моќта и вие кога влегувате таму прво мислите дека влегувате во Пентагон, бидејќи со сите контроли, замислите на нас со кафезите вришти машина. А треба да се помине. Но како и да е, значи се е чисто, но дише историја. Фотелите се стилски, но обновени. Уметнички слики огромни скулптури. Се чувствува една голема почит кон минатото. Да, се чувствува ли духот на Тито, на Јованка таму? На Југославија, прво на Југославија. Значи на земјата која што бевме и вие без разлика, нема врска тоа дали сте вие југоносталгичен, десничар, левичар, што да е, тоа место е центар на нашата историја. Какви беа реакциите и на јавноста и на модните критичари, не само на вашите модели, туку буквално на сите модели што беа представени таму? Дел од организаторите, кога беше финалето, плаче. Публиката, мислам дека обично нели кога е финале, плеска и трча да си оди,
беа збунети, не сакаат да станат да си одат. Значи сите беа малку трогнати, да не се лажеме. Како беше Навистина вашето чувство додека ја гледавте ревијата? Ние имавме многу комплименти. Навистина. Искрено. Точно е, србите се сладкоречиви, меѓутоа немаше потреба 30 луѓе да дојдат и да ни кажат вау, навистина. Стварно беа одушевени и импресионирани од тоа што го сега покажавте. Не дека се правам, стварно беше така. Ама малку. Сега тие модели ќе ги видат на ревијата стварно модниот настан кој што ќе се одржи во петок. Ќе ги види македонската публика. Меѓутоа, дел од тој моден настан ќе биде и холандската дизајнерка Анук Випрехт, која што е денеска гостин во Скопје, која што работи со студентите од Технолошко-металуршкиот факултет. Па може ли да не однесе да ја запознаеме и да видиме зашто точно работите и зашто станува збор? Со задоволство. Повели? Фала. Значи, ова е просторот кај што се случува се. Hello. Hi, Anouk. Nice to meet you. It's a pleasure. So, I'm going to ask you a few questions, but before that, I need to ask Lydia just one more thing. So, thanks. Може ли, да ми кажете на што точно работат, за каков проект се работи, ова што го создавате заедно со Анук и со студентите од факултетот? Тоа што треба да знаете е дека сме овде на Технолошко-металуршки факултет. Имаме 6 институти. Нашиот институт се вика Институт за дизајн и инженеринг на облека. Значи, ние произведуваме инженери кои што имаат и дизајнерски и инженерски способности. Дел, значи, од нашата програма, логичен, е да ги запознаеме со новите технологии. Јас имав среќа да ме контактираат од холандската амбасада со понуда за соработка и така почнав всушност да барам да ја контактирам Ану, бидејќи во светот на модата таа е меѓу најпознатите дизајнери кои што користи спој на дизајн и роботика, и електроника. Добро, ние ќе го продолжиме значи мојавето сега со неа да ја прашаме што конкретно работи, а потоа уште еднаш ќе се вратиме со вас. Нема проблем. So Anouk, thank you for your time. I know that you're very busy right now because you're working on the models with the students right now. Yeah. You're in Skopje for a few days now. What was the reason for your visit? The reason for my visit is to work with the students. We are creating a fashion tech collection, so we are integrating electronics in their designs. So that's the reason that I'm here, basically to teach and to show them how and to let them work with electronics. So what are your impressions of the city and the people you have met so far? Because I know that you live in one of the greatest cities in the world. You live in LA, you live in San Francisco, you live in Miami, you live in Amsterdam. So what's your impression of Skopje? Well, currently I'm from the Netherlands. I live in America, and we don't have, our history doesn't date back there too much, right? So it's really nice to see a lot of historical elements here. I'm a big fan of architecture. There's a lot of brutalism, the old brutalism style that Lydia has been showing me. So I'm really in favor of that. And also the building that the show is on Friday is also brutalism style, the opera. So that's really exciting for me. I think the people, everybody's super nice here and super excited for what we're doing here. So that's really cool to see. But are there things that you dislike about this place? Oh, things that I dislike. Not so far. I haven't found anything. No. So how have you met Lydia? How long have you known each other? I think Lydia reached out about a year or maybe 2 years ago with the idea of bringing fashion tech to Skopje, to North Macedonia. And we've been talking with the Dutch embassy and how and what sort of. First, the idea was to only do a showcase of my work, but then we proposed why don't we do something with the students? So we actually, the things that we're making are actually created in Skopje, sort of, and I think that's more interesting because then people learn from it and it might be something that people really like, sort of, and it's very new for here. So Were you familiar with her work before you came here? Lydia's work I wasn't familiar with, no. Do you know now what she's doing, what she's creating? Yeah, and I'm excited to see her designs also on Friday. In your long career, you also collaborate with great companies like, I don't know, Cirque du Soleil, Adidas, Google, Swarovski. And on the other hand, you're giving lecture to students and you're giving your knowledge to them. So what gives you greater pleasure, working with big companies or working with people who are learning how to create, fashion and technology together? Yeah,
I think it's both. Like one of the cool things as a designer is you can create, but then the other cool thing is that you can teach others how to do that, right? And you can basically teach a new generation to do the same sort of. And I think for me that's just really cool because it's just a little very specific knowledge that I have that I can give to somebody else, sort of. And I think that's very important to do it that way. So how are you satisfied with the models the students in Skopje have made so far? Because they're not done yet, but the show is in a few days, so are you satisfied with what you have taught them and what they have learned? Yeah, I think we all did this like in 4 weeks or something like that, so it was a really rapid process. The students are super cool, they are super motivated, and also Lydia has been working with them, and it's just really cool to see their process, how they approach things, and also the quality that they deliver. So I'm super proud. Yeah, so we have one of the students' designs. This design is from Yusra, and Yusra is using EL wire, which you can see here. So we're going to plug this in, and we're going to turn off the light, and you can see the effect that it will give. Can you turn off the lights? Yeah. Huh. Yeah. So this is integrated, but the cool thing is if I flip this switch, it is actually reacting to sound. So if we're going to be quiet. So it's motion sensors, technology, computers, everything. Yeah, and what she's going to do is she's also going to put it in the front, like she's still busy in integrating it also in here. But I think that's a really nice, she just created a really nice design and it looks very organic. Yeah, correct. Great, I love it. For her design, we're using a little microcontroller, like tiny LEDs. And the LEDs are going to be in these cubes. And it's going to basically light up the cubes. In her design, and then all the cubes are on her dress, so they will light up the sort of the dress. The fashion public around the world recognizes you for your futuristic designs. What made you do that kind of fashion, to use technology into clothing? Yeah, I think fashion for me is about expression, something that we want to express. So it's really interesting to see if you, for example, can express your mood or your feelings, or something that goes beyond only maybe the fabric, that can really start to come alive. So we are using little computer boards. Okay. So this is this is one of them, like an Arduino. That is the one that we're prototyping with. Mm-hmm. And this is another really small computer. And I started myself 22 years ago, in the beginning of 2000. We had the big computers, right? So the design looked nice from the front, but you turned around and there was this really big computer on the body. And I can now solve that with a thing that is as small as this. Inside the clothes. Yeah, correct. So I think that one of the dresses that the public recognizes most, one of your most famous dresses, is the spider dress. Yeah, correct. So if I read correctly, there are tentacles that open every time that someone gets too close to you, or when you feel uncomfortable with the person who's around you. Yeah, correct. So what was the message you wanted to send? I think personal space is a really interesting thing, and we can measure that. I can measure whatever distance we have with a little computer board, right? So that's, for me, the design is reacting when somebody steps in a personal space, and the design is attacking when that happens, right? So that's a kind of a really nice interplay between you wearing this kind of robot on your body, right? So yeah. So do you remember how many times the tentacles opened the first time you were wearing the dress? A lot or no? It's funny actually if you travel around with it. I'm from the Netherlands. People come very, very fast, very close. So the design is always reacting. The same in Macedonia. Yeah, here, correct. So but other cultures, they are having more a gentleman or a gentlewoman distance from each other. And I think that's just really interesting because the design is traveling around, and I can see that in my data, right? And I see that in the behavior of my dress, sort of, So it's really fun. It's really fun to make these designs, but they really come alive once they're in an audience, once they can interact with another person. How long does it take to make a dress like yours? Because I know you use technology, you use sensors, you use science, lights to make a design. You use 3D printers. Yeah, it depends of the size of the dress and how much electronics is in there. We use a lot of lights, but if you have a full robotic dress, that can take up to a few weeks, right? Because you need to model the parts, you need to send them out to the 3D printer, needs to come back, you need to engineer it, you need to code it, and who does the coding? Do you do it, or you have someone?
Yeah. So we are using for this, for example, we are using a coding language called Arduino. For other things, you can use other things like Python and all of that stuff. So part of it is coding, part of it is engineering, so soldering the pieces together. Other is design, right? Other is sewing machines. So you basically have a lot of tools around you that you're utilizing. Do you think that's the future of the fashion? Yeah, definitely. If you're looking at designs that can be emotional, that can sense our emotions, that can sense our surroundings, that can light up, I think that's really really interesting. And again, it's possible now because everything is like so small and it's really easy to embed, and it's also fairly cheap. It's not super expensive anymore to do that, So I was going to your Instagram profile a few days ago, and I saw that 10 years ago at the Super Bowl, Fergie from Black Eyed Peas was wearing one of your designs. Yeah. Looking at it now, are you proud of yourself that the whole America and the world saw what you did and the lights coming out of her dress? It wasn't a dress, it was a top, I think. Yeah, it was inspired by the American football player, sort of. Yeah, definitely, it was it was a really big show. That was very unexpected. The biggest in America. We have soccer here in Europe, our part of the world. So American football it was this huge, so many 112 million people watching it. That was definitely interesting, but also scary. What if something doesn't work? What if something fails? So, but in the end, it looked really good. I needed to work. There was a lot of light on the stage, so I needed to really find a way to make it light up really well, sort of, and it looked really cool, and she was really happy with it, so that's cool. Anouk, thank you for your time. I'm leaving you to your students now. Thank you for coming. Yes. Лидија, вие сте професор на Технолошко-металуршкиот факултет веќе 10 години. Колку ви исполнува работата со студентите? И сте тоа што им го пренесувате вашето знаење тука? Па да речеме дека е нов дел од мојата кариера, нели? И фактички, и бидејќи сум креативец, и ова го сваќам како креација, да создадеш еден нов дизајнер од почеток е навистина исто така креативен процес. Така да ми прија и самиот чин на создавање, па и потоа и дружбата со нив, особено се дружам пак со тие што се дипломирани, така да големо задоволство навистина. Вие повеќе од 20 години живеевте во Париз. Кои работи поврзаните со Париз, со Франција ви останале во најубаво сеќавање? На што прво ви текнува вие кога ќе се спомне Париз? Концерти. На колку концерти сте биле? Па, знаеш како сега тука треба да изборам за моите музички вкусови, но навистина постоеле вечери кога точно сум знаела дека од цела планета сум на правото место вечерва, навистина. Не знам сега Ник Кейв, Chemical Brothers, Лори Андерсон, потоа и современ танц, интересни представи, ако зборуваме и за класика, изложби, значи културниот живот, да скратам. Со кои се француски дизајнери имате работено, имате соработувано во времето кога живеевте во Париз, бидејќи знам дека се многу, а вие не сакате со тоа да се палите, меѓутоа мора да прашам. Па имам, бога ми, големо CV. Работев во многу модни куќи и ги покрив сите сектори. Ева, најпознатите тука работев како дизајнер одговорен за Рошас, направив неколку колекции. Веднаш после школувањето почнав во Балман, работев како асистент во женското студио. Работев и во разни, тие така се викаат forecasting agency, значи тоа се тренд бироа каде што се создаваат и предвидуваат трендовите, таму работев за Baby Levi's и за неколку спортски брендови. Имам работени колекции крзно, за скутер имам работено преку 30, 40, 50 колекции, лиценци за Јапонија. Ги имам навистина покриено сите модни сектори, од модни додатоци до луксузна мода, дизајнерска и така натаму. Вистина ли е дека ги облекувавте за ревија некои од најпознатите топ модели во 90-те години, од Линда Еванджелиста, Синди Крафорд? И па тие сите доаѓаа во Рошас, тие беа наши манекенки. Како беше чувството да се работи одблизу со нив? Бидејќи не секој тука може да стигне до моделите. Ама тие сите си имаат своја персоналити. Значи некои се појавуваат и на 1 метар околу нив се материализираат звездана прашина. И не зборуваат многу, се строго професионални, се што се бара од нив ќе направат, но
не зборуваат, има па други не може да престанат да зборат, така на тој начин сакат да етаблираат контакт. Сите се различни, не можеш да кажеш една вакво е чувството генерално, но сепак тие девојки има причина што се скапо платени, затоа што навистина изгледаат уникатно. Кој ве оставил најсилен впечаток? Не знам Ниедна да кажам, посебно. не, Ева Херцигова беше интересна, да. Вие ми кажавте дека во текот на вашата кариера ја обликувавте дури Мадона, односно дека ваше парче носило Мадона. Ќе ми раскажете ли таа приказна? На Сен-Жермен јас продавав измеѓу Сонја Рикел и Прада на таа улица. И тука доста глумици, пејачки, звезди за Кански фестивал купува, исто така и персонални стилисти на метар купува. За хотели, нели, од Дубај, кога има гости и така натаму. Мадона најрегуларно си дојде си купи, без никаква посебна најава или лобирање. Едноставно го виде, I need this, го купи, потоа се заврти, рече само продолжите вака и си отиде толку. Слика имаше направени беа фотографии, но се фрли. Колку од француската префинатост што ја гледавте низ годините ја вклучувате во вашите дизајни денес? Максимално, колку што се може овде локално. Од друга страна, вие важите за една од, да речеме, првите авангардни дами или панкерки од Македонија во времето на Југославија. Како се менуваше вашиот стил на облекување низ годините, меѓутоа како се менуваше и стилот на креирање низ сите овие години? Не би знаела тоа јас да го кажам, тоа валјда некој од страна би можел подобро да го каже од мене. Јас за моите колекции можам само да кажам дека се постојана лабораторија. Тоа што мене ме интересира и од што во старт ме интересирало и не е сменен, тоа е потребата за фасцинација. Ако мене не ме фасцинира, ако не стојам комплетно позади тој дизајн, не го покажувам. Ќе го покажам кога јас ќе почувствувам тоа е тоа. Океј, престанувам. Но се додека чувствам дека не е тоа не го покажувам. Тоа ми е единствен критериум и нешто што не се сменило. А што се менувало? Секако дека вие кога работите на кровот на светот, па учите од една земја која има невидена традиција, отварате фиоки кои што не ги отвара секој сега, метафорички да се изразам, но и буквално имате пристап на архиви кои што ги нема секој и нормално дека постепено вашиот фат и поглед на работите ќе се рафинира. Сега јас не сум дизајнер кој што урла и вришти, имам можеби малце по-суптилен пристап кон работите, можеби малку и поделикатен и мојата публика не е толку вриштечка и масовна, но е одбрана. Не ја бирам, јас сами се бира. Вие често во вашите дизајни користите везови и користите чипка, делови од чипка. Што е толку фасцинантно, што ви е толку фасцинантно кај везот и кај чипката што го инкорпорирате во скоро секоја ваша колекција? Раката. Јас многу верувам во работите што се пипнати со рака. Како реакција на огромната масовна индустриализација во модата во моментов и наместо 2 или 3 колекции годишно, правење 50 колекции годишно, сметам дека е тоа навистина претерано. Колку се омасовуваат сериите на изработени модели, толку повеќе јас ги смалувам моите серии и посветувам се повеќе време во персоналната историја и приказна на еден дизајн. Сега една таква приказна има во велот што го носеше првата дама Елизавета Георгиевска кога беше на посетата на Ватикан и на папата. Мислам дека сите остана воодушевени од надписот кој што беше ставен на нејзиниот вел "Сонцето не грее сите". Зарем сонцето не грее за сите нас. Да. Од каде беше идејата да се извезе тоа на нејзиниот вел? Секако пред се има протокол, тоа да се разбереме, мора да се испочитува протоколот врз изгледот, но од тука понатаму... Кога се отиде кај папата, да, како треба да биде облечен. Но од тука понатаму јас предложив да се користат декоративните елементи
од псалмите од 13 и 14 век, кои јас веќе ги имав користено за други изложби. Сега тие веќе беа дигитализирани и подготвени, на дизајнот се работеше 2 месеци, значи целиот аутфит е навезен, но со секој парче посебно, долг процес беше и природно, бидејќи навлегувавме во таа старословенска атмосфера, Бети се консултираше со експерти во таа област и нејзина идеја беше да се навезе велот. Вие често и дизајнирате, правите парчиња со кои што таа се појавува и во јавноста, без разлика дали е тука или во странство на некои протоколарни средби. Колку е самата вклучена во дизајните кои што ги правите?